Министерството за правда и Министерството за култура се двете нови институции кои ќе ги добие вреди по владината реконструкција, како што веќе објави Телевизија 24. За сега не е познато кои функционери ќе седнат на министерските фотели, но од она што генералниот секретар на партијата и министар за евроинтеграција Беким Сали го сподели со јавноста е дека одлуката за нив е дефинитивна. Освен правда и култура, вреди според Сали ќе го задржи и европски интеграции, кој првично требаше да ротира за спорт. Како што веќе објави Телевизија 24, здравство дефинитивно оди во ВМРО ДПМНЕ, а Азир Алиу најверојатно нема да биде дел од новата влада. Значи вака, во пакетот кој што Влен продолжува со владењето, односно како дел од мнозинството, владиното мнозинство, тука останува Министерството за животна средина, Министерството за економија, правда, евроинтеграција, култура и Министерството за односи меѓу заедниците. Па се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Па бетон ќе биде кога ќе ги слушнете при презентација, меѓутоа наш бетон е ова што го кажуваме. Она што денеска го споделија од вреди е спротивно на она што лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски вчера го кажа. Димитриевски, иако кажа дека нема да се откажат ниту од правда, ниту од Министерството за јавна администрација, сепак си остави простор за компромис. Денеска Игор Филков го немаше во Куманово. Коалицијата никогаш не била постабилна од овој момент, но нормално е и работа и на мандатарот и на владините партнери да ја разгледаат работата на владата и да ги донесат вистинските заклучоци таму каде што не се работи доволно, да се засили капацитетот од сите аспекти, почнувајќи од човечкиот аспект, а тоа е ресорните министерства мора да ги водат луѓе кои што ќе бидат 100% посветени на работата за која што има добиена обврска да ја работат. Од ВМРО ДПМНЕ до сега се многу воздржани околу преговорите за реконструкција. Конечната листа со имиња Христијан Мицковски во вторник вечер ќе ја представи пред извршниот комитет на партијата, но Телевизија 24 објави дека кај ВМРО ДПМНЕ одат здравство и социјала, а дека околу евроинтеграција и спорт се уште нема дефинирано епилог. Како што веќе објави Телевизија 24, известно е дека од владата си одат Зоран Љутков, Борко Ристовски, Армен Фетаи, Фатмир Лимани, Азир Алиу, како и Шабан Салиу. Неизвестно е Иван Стоилковиќ дали ќе ротира или ќе се збогува од Илинденска број 2.